Тужба за клевета ќе добијат сите креатори на дезинформации на социјалните мрежи и медиуми за хуманиот третман на кучињата скитници во Штип, изјави денеска штипскиот градоначелник Иван Јорданов. Категорично ги отфрламе сите дезинформации, сите шпекулации, ќе поднесеме тужба против овие здруженија кои што ја злоупотребуваат позицијата и кои што се времено информирани, вклучени во постапка за избор на оператор кој што го врши заловувањето и третирањето на бездомни кучиња, но и покрај сето ова, сметам дека крајно безобразно и неодговорно е да се пласираат такви информации со такви содржини и на социјалните мрежи за да се направи штета на угледот на општина Штип, на операторот кој што го има добиено тендерот и кој што оперира. Освен од општината, дезинформаторите тужба ќе добијат и од ветеринарниот оператор, кој во Штип ја имал врската за соодветен третман на кучињата скитници. Дадов на правниот тим во ветеринарно-сточарски центар да си поднесе преставка до тоа здружение што пишува против нас до тие лица, во колку не се изминат во 14 дена, како следува законска пракса, ќе си поведеме постапка која треба да ни го штити угледот на фирмата. Професионалниот, а пред се хуман третман на кучињата скитници во Штип, операторот ветеринарниот сточен центар Тодор Велков од Куманово го аргументираше низ статистика. Во периодот од почнувањето на заловување во август и во септември се заловени 45 кучиња, од кои само 2 се еутаназирани, тоест били изузетно агресивни и не прошли на тест на социализација. Сите други 30 се вратени и се понудени на вдомување. Тие може да се ја тврдат. Во Куманово имаме вратено оваа година 120 кучиња, ниедно не може да не чака. Во Свети Никола имаме вратено 50, 40 или 50, не ме сваќате за реч, не е битно, нема ниедно. Само во оваа општина има штенечак, а во стационарот е расадник на штенечак. Уште фантазија. Се работи по-професионално, со дезинфекција, влез, излаз. Сето е професионално. После секој заловување се и автомобилот, кафеите, се дезинфицира. Значи, строго професионално. Ево, ви ги дадов параметрите на оваа фирма, каде што работат 12 лекари. Со оглед на претходно искажаниот став на споменатите поединци и здруженија, гледачите на телевизија Стара остануваат без можноста да ја слушнат и другата страна.